Добар ден, понеделник започнуваме нова работна седмица. Ви благодарам што се информирате преку Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ, а еве што има ново. Со намалено ДДВ од 18 на 10%, владата ќе се бори против високите цени на горивата. Со намаленото ДДВ и попустот кој го добиваат најголемиот дел од бензинските станици, премиерот Христијан Мицкоски очекува од вторник да возиме по истите цени. Владините мерки ќе почнат да се применуваат од денеска на полнок и ќе важат 2 недели. Направените пресметки покажуваат дека со намалениот данок владата се откажува од околу 7 денари од секој литар гориво, кој би го добила како ДДВ. Премиерот Христијан Мицкоски откри дека Македонија во моментов бележи невообичаен раст на потрошувачката на гориво, дури за околу 9% повеќе од вообичаеното. Причината според него е јасна. Значително пониските цени во земјава во споредба со соседството привлекуваат странски возачи кои масовно полнат резервоари на македонските бензински пумпи. Поранешниот прв вице-премиер Артан Груби останува во домашен притвор под строг 24-часовен полициски надзор, откако Скопскиот кривичен суд го прифати барањето на обвинителството за продолжување на оваа мерка пред државниот празник. Груби, кој се врати во земјава на 23 февруари по повеќе од 14 месеци бегство, е првоосомничен во случајот за сомнителни набавки на апарати за видеолотарија, со кои според проценките на МВР, државниот буџет бил оштетен за повеќе од 8 милиони евра. Жител на Чегран е уапсен во Гостивар, откако бил пријавен дека уценувал жител на Тетовското село, барајќи му 5000 евра и заканувајќи се дека ќе објави снимка од нивен разговор. Според пријавеното, лицето ГГ му праќал заканувачки пораки преку телефон и го уценувал дека ќе објавил снимка од разговор меѓу нив. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти полицијата. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска и утре ќе престојува во работна посета на Брисел, каде се очекува да оствари средби со еврокомесарката за проширување Марта Кос и со извршната подпредседателка на Европската комисија за социјални права и вештини, квалитетни работни места и подготвеност Роксана Минзату. Во фокусот на разговорите и активностите за време на посетата ќе бидат евроинтегративниот процес на државата, натамошната динамика на пристапниот процес, како и секторската соработка со институциите на Европската унија, како и други актуелни политички, економски и реформски прашања од заеднички интерес. А еве ги светските случувања. Израелската армија рано утрово започна широк бран нови воздушни напади врз локации низ Техеран, при што се пријавени експлозии во најмалку 5 области на иранската престолнина. Нападите го означуваат најновото заострување на тековната американско-израелска кампања против Иран, јави Вашингтон Пост. Израелските одбранбени сили објавија дека цел на воздушните напади била терористичката инфраструктура во Техеран. А цените на нафтата продолжуваат да растат трета недела поред под силно влијание на кризата на Блискиот Исток и блокадата на Ормудскиот теснец, една од најважните глобални рути за транспорт на енергенси. На лондонскиот пазар цената на барел нафта минатата недела достигна 112,19 долари, додека на американскиот пазар благо на 98,32 долари. Разликата се должи на фактот што Европа е значително повеќе зависна од нафта од Блискиот Исток, додека во САД растот на залихите делумно го ублажи притисокот врз цените. Во обид да го стабилизира пазарот, Вашингтон најави можност за укинување на санкциите за иранската нафта, што се наоѓа на танкери, како и привремено олеснување за купување руска нафта. Авион удри во возило на писта на аеродромот во Њујорк. Федералната администрација на воздухопловството на САД нареди целосно суспендирање на летовите на аеродромот Лагвардија во Њујорк, поради, како што наведоа, вонредна состојба со авион. Противпожарната служба на Њујорк потврди дека нејзините екипи интервенирале поради инцидент на пистата во кој учествувале авион и возило. Непотврдени снимки на социјалните медиуми покажуваат оштетување на носот на авионот.
Авиокомпаниите најавуваат нагло зголемување на цените на билетите. Авиоиндустријата се соочува со најлошата криза од пандемијата на коронавирусот. Војната на Блискиот исток приземи стотици летови, уништи повеќе од 50 милиарди долари пазарна вредност за најголемите светски превозници и се закани со недостиг на гориво. Хаос во Тирана. Протестот на опозицијата во Тирана, најавен како мирен марш, прерасна во насилен судир, откако демонстрантите почнаа да фрлаат молотови коктели и пиротехнички средства кон владината зграда и други државни институции. Демонстрантите, предводени од опозицијскиот лидер Сали Бериша, се обидоа да се приближат и до други објекти, но беа запрени од специјалните полициски сили. Полицијата ја блокираше улицата што води кон поранешната вила на Енвер Хоџа, денес културен центар, кој беше цел и на претходни протести. Во текот на вечерта, молотови коктели беа фрлени и кон полициски возила, што дополнително ја вжешти ситуацијата на улиците. И за крај метео, слаб снег на Попова шапка. Сообраќајот се одвива непречено. Времето денеска ќе биде променливо облачно, а попладне ќе има услови за повремени локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе достигнат меѓу 9 и 15 степени. Благодарам на довербата, погледнавте вести на Слободен печат, повеќе содржини побарете на нашиот сајт.